Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме на нашето место и денеска сме овде за да ви направиме едно поинакво попладне. Се надевам дека денеска и ќе уживате затоа што имаме посебна емисија, затоа што имам посебни гости, затоа што ова што денес ќе го слушнете овде, можете само да го слушнете во некој од црковните храмови. Знам дека ќе ви биде интересно, затоа подгответе се на вашето удобно место за да можете да не следите, а ако веќе го правите вашиот семеен ручек, малку нативко или по настрана да не ви загори ручекот. Поздрав до сите наши гледачи широм светот и поздрав до нашите гледачи кои што не следат редовно во нашата ни убава Македонија. Јас морам да кажам дека од вчера веќе добив и нови пријатели од Нов Зеланд, досега ги имав, но имам нови, добив нови пријатели од Бризбен, кои што редовно не следат и многумина и на нашиот YouTube канал. И навистина, драги мои, ви благодарам од се срце, затоа што се јавувате од целата земјина топка. Многу ме радува што оваа наша емисија допре до вашите срца. Поздрав до сите вас, а ние сега ќе ги поздравиме и пријателите на емисијата. А тоа се нашите ПК-Беско. Да си ги поздравиме ПК-Беско, затоа што имаат навистина убави сувомеснати производи со посебен вкус. Доколку сте љубители на убаво сувомеснато и одбирачи на вкусови, обидете се да ги проверите производите на ПК-Беско и верувајте ми дека навистина ќе бидете задоволни и изненадени од убавиот вкус. Им посакуваме пријатна работа, успешна работа, и бидејќи наскоро ни се ближат великденските празници, да ви посакаме пријатен Великден со производите на ПК-Беско. А како што ви кажав, драги мои, на самиот почеток, дека денеска ќе имам гостинки две дами, ми доаѓаат од или членови се на пеачката група Смирна. Со емоции го кажувам, затоа малку сум и возбудена, но морам да кажам дека уште повозбудена сум затоа што председателката на самиот хор Смирна е од мојата драга Виница. И денеска две виничанки со една драга пријателка заедно ќе ви готват нешто овде за да ви биде и вам интересно и ќе слушаме убава духовна песна или духовна музика, како што јас љубам да ги кажам, и молитвени песни кои што многу ни значат. Значи, од се срце си ја поканувам прво Елизабета Атанасова. Ние си велиме виничанки. Добре ми дојде. Бети. Добар ден, убава моја Драгче. Навистина се радувам што денеска заедно ќе бидеме во оваа наша емисија. Благодарам и едно мало внимание за тебе, Драгче. Благодарам од се срце. Звезди. Звезди. Ние сме звезди. Повели од оваа страна, бидејќи шеф мајстор во кујната ќе ни бидеш ти. И ние си ја покануваме нашата заедничка Лиде, повели душо, добре ми дојде со две виничанки денеска. Како си ми ти? Добра, благодарам. Добра. Презимето да си го кажеш, што ти си го заборавам јас. Јас сум Лидија Давидовска. Давидовска, ние имаме и во Виница Давидовски, да не си нешто во врска со нив. Не, ама моето презиме е многу често околу гостиварскиот крај. Така, Мавровски. но имаме и ние во Виница, затоа. Добри ми дојдовте и двете. И искрено со возбуда, ја започнав оваа емисија, затоа што знам дека токму денеска на велика среда или големата среда, како што љубиме да ја кажеме, ќе слушнеме духовна музика, која што вие ќе ни ја исполните, но Бети, ќе те запрашам колку членови е Смирна? Да, вокалната група Смирна, сакам да кажам дека постои повеќе од 10 години. Основана е со благослов на нашиот драг презвитер отец Ивица Тодоров, за кој што многу сме му благодарни. Во моментот вокалната група Смирна брои 7 члена. Навистина има и убаво духовно име, кое што многу ни значи. Како ти се чувствуваш, Лиде, во вокалната група, кога си?
Не знам како да ти кажам, Драгче, само ако спомнам дека чувствувам дека 10 години се како Смирна стана дел од нашиот живот, не само мојот, на сите членки, нема да те изненадам, бидејќи знаеш што е женска вокална група која што негува духовна и христијанска музика. Тоа е некако како една чист простор, една заштитена зона, една мала оаза во овој ваков свет, што би рекол нашиот протопрезвитер отец Ивица Тодоров. Посебно во последно време. Се чувствуваме некако поинаку и посебно. Кога ќе се ослободам од болките кои што ги имам, значи кога ќе бидам сосема здрава, можам и да ви се придружам. Ќе ни биде драго. Ете така. Што ќе правиме, Бети, денеска? Денеска ние ќе подготвиме една приубава пита, веганска пита со кори од хелда. Хелдата не е многу карактеристична за овие простори во Македонија, но се слуша во последно време. Таа доаѓа, потеклото на хелдата е од далечната Индија, Северна Азија, Јужна Америка, но и во Македонија веќе се користи хелдиното зрно и корите од хелда. Бидејќи ти си веган, така убаво изгледаш. Ви благодарам. Преубаво. Рековме, ова се треба да се изблендира во однос на она што ќе го додаваме како спанак, беби спанак. Да, вака корите значи, се со хелда. Корите се со хелда, имаме пакетче беби спанак, имаме еден лимун, семки од сончоглед, нелјупени, непечени, љупени, непечени и љупени и непечени семки од тиква. Се додава вода, сол се додава и доколку ова варијанта на пита со хелда можеме да ја користиме и кога постотена вода, значи не мора да користиме масло, но кога постотена масло, можеме да го користиме масло. Ние денеска ќе го подготвиме рецептот со масло. Со, рековме, маслиново масло ќе додадеме. Со маслиново масло, ладно цедено масло, како нели домаќинките го имаат во својот дом. Ти ќе ни биде шеф мајстор. Сакам прво да го изблендираме сето ова, а потоа сакам да слушнеме нешто од вас, како да кажам, да се почувствува дека празниците доаѓаат. Така е. Так. Кога сме со Бога, така е убаво. И да си ја споделиме. Храната се подготвува, нели таа се подготвува со молитва и тука е благословот и убавата енергија. И со многу љубов. И со многу љубов, така е. На која што не учел и не учи Христос. Така е. Сега ќе ги земеме, значи, семките од тиква, ги ставаме во блендер. Така. Лиде, тебе ќе ти дадам задача со мојот пријател. Веќе се подготви, да. Значи, мерката ни е една чаша. Една чаша вода, една чаша семки од тиква, но ние измеривме претходно, па така да оваа чаша, пола чаша е исто што и семките кои што беа во садот. Ја додаваме водата. Добро. Додаваме малку маслиново масло. Добро. И сега ќе го ставиме лимонот. Ги повлекувам оние кои што не ни се потребни за. Така. Хелдата може да се користи и во чорби. Зрното од хелда може да се користи и во чорби. Може да се користи во салати, во супи, а исто така може да се користи и сирова. Што значи сирова? Тоа значи дека зрното од хелда може да се потопи во вода од навечер, доколку сакаме да не биде утрински оброк, 8 часа стои во вода и потоа можеме да ја користиме хелдиното зрно и Како свеж. ти тоа ова убаво си го научила како прав нутриционист. Така Или да си ја пробала ли оваа пита кај Бети? Да, и тоа многу скоро, пред неколку дена, прекрасна беше, многу ме фасцинираше што е филот многу богат и висок. Убаво, значи вкусна. Вкусна е многу. Браво, доволно ни е ова така, да ги повлече. Добро. Да, претходно ни измиен беби спанагот. Исто така го ставаме во блендерот и ние ќе добиеме една преубава смеса. Како паштета доаѓа, за да можеме потоа корите од хелда да ги потопуваме и така да ги редиме во тавата. Добро. Хелдиното зрно зошто е добро? Заради тоа што има многу витамини, многу минерали, а има ниска масленост. Така да хелдиното зрно е многу добро за луѓето кои што се диабетичари. Но и за луѓето кои сакаат да изгледат како тебе фит. Благодарам. Вака, како Барбика.
Права барбика. Многу е важен изборот на храната затоа што тоа го дава доброто здравје, но и дава и позитивни срекни мисли. Ете, браво. Повели Лиде. Ајде, можете Лиде. да го Може да примите. почне? Можеш, како не повели. Ајде. Добар ми е другарот. Смеса. Тоа што е добитно. Уште малку треба. И да го кажа како паштет. Како паштета доаѓа, така е. Знаете како се доаѓа од природата. Така да и сите овие плодови ги имаме во природата, а во природата и здравјето. Така е. Доволно. Добро, сам се исклучува. Ете, така и сега ќе ни треба 1 сат само за да ја ставиме смесата, за да можеме да ги... И јас ќе чекам песна, јас ќе ви додадам сад. Затоа што Можеме да видам само малку, можеме да додадеме уште малку водичка. можеме да додадеме, јас ќе ти додадам водичка. Сакаш повторно да го вратиме? Да, ќе го вратиме уште малку, затоа што е густа смесата. Добро. Така правам и јас, доколку и таков е рецептот, доколку треба се додава водичка. Скршава. Ти додаде вистински малку Доволно водичка. е сега. Добро. Повторно убаво да се Повторно го ставаме. затвори. Но тоа ќе го направиме после она убава песна која што сакам да ја слушнеме како прва денеска. Ајде да слушнеме. Можеме. Режија. Браво, ми ја разнеждивте душата, верувам дека и на нашите гледачи. Може уште малку да си го изблендираш и јас да ти додадам сак за...
Дали ти треба ли лажичка? Може да. Благодарам, Лида. Благодарам за асистенцијата. Повели ли? Ова може во блендера, може и во мултипрактик, кој како има во... Подај ми го ова што не ти треба. Ете Ете така. Драгче. Еве каква убава смеса добиваме. Бојата е многу убава зелена, како природата, како што сега нели така убава е. Бојата на животот, На така ја животот. нарекува зелената боја. Па бојата и на Светиот Дух. Така, точно. Да. Инаку драгче може да се направи и само со спанаки со печурки, без да се прави со блендер овој фил. Јас сум го правила, прекрасно е. Хелјини кори исто се третираат како нормалните од другите. Ке те поканим да ни направиш и таков рецепт. Ова не ти е потребно, Ова не ми е така? потребно, Добро. Да го... Сега вака масло ќе земаме. И јас веќе Ја подмачкуваме вклучив рерната, Така за е. да ми биде топла. Да, таа треба да е вклучена на 200 степени Целзиусови. Вклучена, веќе Така. средена, тука ни Одоздола. топли на нас двете. Да, чувствувам. одоздола. Значи, со масло ја подмачкуваме тепсијата и ставаме 2 кори од хелјда. Ајде, ќе повлечам се што не ти е потребно тука. Овие се многу убави, се гледа дека се свежи корите. Нашиот Тони знае тоа да го среди од рано, Знаете- да си ги имаме сите намирници и вообичаено како и тебе си ги прашуваме нашите гости за специјалните рецепти од каде се набавките, така да секогаш имаме можности да направиме вкусен рецепт. Ете така. Откако вака ќе ги наместиме овие 2 кори, сега секоја кора ја зимаме, значи една оставаме кора за крај, Таа покривна што ја викаме покривна кај кора нас, што ја викаме, покривна украсна. кора. Вака, како топче, ја земаме. А, гужва ни ги И гужва ни правиш. ги правам, да. Браво, браво. Ете така. И ги редиме во тепсијата. Одлично. Лиде, ти не ми кажа од каде доаѓаш, по потекло По зборувам. потекло. Па јас ќе се изразам како американците што го кажуваат тоа. Јас сум втора генерација Скопјанка, што ќе рече татко ми е роден во Дуќанџик во Скопје. Браво. А бабата и дедото и од двете мислам и бабата и дедото од страната на татко ми се од Мавровските села, крај Корница, Шкрети и Стрезимир. Меѓутоа се дојдени како тинеџери, млади и така натаму. Така што Скопско мало, Дуќанџик, пазарот. Ете, ама судбина ти е да се дружиш со нас виничанките. Да, чест ми е. Така. Чест ми е. Ние ќе кажеме со Бети дека потекнуваме од еден многу убав крај. Нашиот град е преубав, градот на оризот, градот на виното. Познатата виничка куќа која што е изградена со вино. Таму во близината живеам јас. Да. Детството го минавме мирно и тивко. Така ли, Бети? Така е. Убаво, во еден убав, многу убав град и многу убави спомени. Вистина, паркот во Виница се Долго време од поубавите паркови во Македонија. Долго време беше наградуван како еден од најубавите градови паркови во Паркови, Македонија така е. поради неговата силна живописност од бројни цвеќиња, добрите растенија, птици, пауни, галеби, гулаби имаме, тие убави гулаби кои што ги чуваат. Штркчињата доаѓаат. се овде, Многу така е. интересно. Значи, ден денеска нашата виница го модернизира, додадоа Ете, и убав базен, кај што... А да не го заборавиме и виничкото кале, Па терафотните виничкото итеми. кале ни е како гордост на виница. Многу Гордост важен на виница, така и археолошки локалитет за битен нас. за нас, на вистина. Ние учевме И во за едно христијанството. училиште со Бети Славчо Стоименски, нашето основно училиште, каде што не постоеше момента за еве првомајските празници или други прошетки да не се искачиме на виничкото кале, каде што навистина имавме убави дружења со нашите врсници. Нели е така? Тука е убавото Бладец, кој што има преубава живописна природа. Минатиот пат кажав дека е едно од побогатите села во Виница
и Сега пак најубавиот орис велат во Виница. Така Потекнува од но Блатец. сега има една преубава црква која што се гради во чест на монахот Методија, кој што долги години живееше во Русија и се упокои во Русија. И тој многу и помагаше на Македонската православна црква и на луѓето во Македонија и пошироко. Ете, тоа не го знаев. Инаку Да. Свети Илија и Свети Ѓорги сум ги посетила во Блатец. Така да, Така е. мојата мисија беше, нели, таа да ги посетиме. Ова ќе го фрлиме. така, овде. овде Монах е Сега убав вака. документарен Масло? филм има, да. За монахот Методија од Виница, еден Ајде, убав кажи. документарец. Убав филм Прекрасен, има, да, кој што како, се... како заминува, нели, бети во Русија и како го следи тој монашки живот. Да, ревносно. Тој многу Значи- почитувам, на Валам долги години живеел, живееше и така верувам дека Бога се радува што сега е кај него, а и ние виничани што сме имале еден таков сограѓани. Нешто Еве на вака. вистина ново што научив од вас, драги мои дами, и сега уште една гордост плюс за мојот град. така. Посипуваме ли масло за да ги ставиме вака, семките? Не, значи сега ни треба повторно блендерот. Така? Блендерот ќе ги ставиме семките од Овие сончоглед. семки, значи треба да го измиеме. Така треба да го измиеме. Колеги, додека јас го средувам блендерот, ќе ги поставам двете членки на Смирна да ја отпеат втората песна, а јас да си ги мијам садовите. Ајде, повелете.
честитам. Значи, пак ќе кажам, морници ми идат по телото, затоа што токму ваквата музика јас многу ја сакам. Повели И ние Бети. ја сакаме, ја пееме и на тој начин го славиме и Бога. Така, ова ќе го повлечам вака. Може, да. Имаме салфетчиња ако не се така. потребни. Значи, за одозгоре сега приливот го правиме со семки од сончоглед, една чаша семки од сончоглед, љупени и напечени, и пола чаша која што имавме претходната чаша со вода. Половина чаша вода. Уште малку водичка. Ајде да не бидам скржава. Да. Добро. Семките од сончоглед исто така се многу добра ужинка. Тие се исто така богати со многу храливи материи, но опасноста тука е да доколку не се внимава, тие се многу калорични, па може нели така и да се Да бидат малку по да ни предизвикат гојазност. Ете така, затоа се невнимателно, но секако тие многу се добри да се користат и во салати, и во чорби. Ајде. Ете така. Ајде, Може вклучи. ли да? Може, Или па? ајде. Да не ја малку. Така се прави една прегова смеха. Како сирево се да го Декајте да ни напред. доволно. Доволно? Одлично. Пријателот беше супер. Да, многу Потребна добро ти ја пријателе. лажичка. Добро. Да. Јас редовно го користам блендерот. Во комбинација со цвекло, морков, јаболка, лимун или она што имам дома. Значи си правам смути, потоа го користам и соковникот. Така да овие великденски пости кои што ги рачунаат како едни така малку построги пости, бидејќи од понеделник до петок е Затоа без што се масло. долги. Се долги, ама и малку поинаков е типикот на постење. Има така убав избор. Но велиме кога ќе се подготвиме умствено и телесно ќе издржиме, нели? Така и може и Има. од овде малку да го Можеш, земеме, ајде, затоа гребни што на си, тој гребни начин, си. знаеш, ќе ни биде побогата и текстурата. Одлично. Одлично. Е така. Да, сега може вака да го земеме, сега вака од згоре. Правиме една убава рамна линија. Си го познавам језето, затоа ти помогнав, а ти да ни направиш чај. Ваш. Јас така доста ја почитувам и свежата храна, како ја викат во денешно време raw food храна, Сирова. сирова храна. И доста често ги користам семенките кои да не бидат печени, да бидат сирови во различни салати. Бе ти во потребно ти е нож или потоа ја Не, сечеш? потово. Не, потоа се сече. А кога ќе биде испечена, добро. Добро. И така убаво е понекогаш вака да биде и малку така шаренка, не мора чисто рамна Па да биде. одлично, да. Ете Браво, така и браво. сега можеме да ја ставиме Веќе во да ја редна. внесиме во редната. Помогни Илиде. Ајде. Внимавај само на решетката, Ете така. за да не ти изгориме со мојот другар. Малку Ете се така. направи под спанекот, ама добро. Повели. Веќе имаме тука. Ето, одлично. Добро. Јас кога се печат нашите рецепти барам песна и овој пат ќе слушнеме песна за да ни биде и убаво нели храната и чувствата овде што ги имаме, но и на нашите гледачи кои што во моментот се таму некаде во своите домови. Така е. Ајде Лиде, повели пак до Бети и ја чекаме третата песна и јас ќе дзиркам овде. Oh
Секоја чест. Секоја чест. Така не пренесовте во една друга димензија. Значи, комплетно и мене, и колегите овде, мојата драга режија, сигурно и гледачите, кои што, верувам, по завршувањето на емисијата ќе ни кажат како се чувствувале додека ја следат оваа емисија. Навистина пријатно нешто. Да, тој е првиот псалм во Светото писмо. Тој е мојот омилен псалм. Прекрасно. И баш убаво што и така го испеавме овде, што Смирна го пее, а се пее и на црковните служби. Така и затоа и кажав на самиот почеток, можат да го слушнат во црковните храмови токму ова ваше пење. Внимавам на питата, полека се пече, но додека уште ни се пече, јас сакам да запрашам колку песни имате, еве така, кои што задолжително си ги пеете. Па да, до сега Смирна има одработено доста песни, може би околу 30-тина, бидејќи ние како вокална група Смирна, покрај тоа што пееме црковна музика, пееме изворни македонски песни. Браво! Така, имаме учествувано на доста настани, на Охридски хорски фестивал, каде што го имаме и отворено фестивалот, тој од меѓународен карактер бил, па и така организаторот на фестивалот, почитуваниот Александар, да го поздравиме, секогаш ни ја дал таа чест како македонска вокална група да го отвориме фестивалот. Потоа сме учествувале на промоција на книги. 5 години кога славеше Смирна, имавме преубав концерт во Соборниот храм, каде што зема учество. Имаше доста посетеност. Потоа имаме на Светото писмо. Да. С долги години што Отецивица го организираше. Прекрасно, редовно настапувавме. Прекрасно. Двете работи кои што јас ги сакам, и изворната и духовната музика. Навистина, следниот пат бетите задолжувам да ме известиш каде ќе имате концерта, за да бидам присутна. Ајде повелите на тихо, сега ќе бидеме на фестивалот во Титово, кој што се одржува 15, 16 и 17 мај, така да ние веќе со 4 песни ќе земеме учество. Одлично. Еве, ќе се обидам да дојдам. Значи, со љубов. А сега ќе барам рецептот на денот, да проследиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Пита со хелда. Едно пакување готови кори со хелда. Едно пакетче бејби спанак, 200 до 300 грама семки од сончоглед, непечени лупени, 1 лимон, 50 мл масло, сол по потреба и вода по потреба. Ете, сето тоа нам ни беше потребно за нашиот денешен рецепт. И вешти раце. Да. Бети вешти раце имаше со поддршка на Лиде. Јас само бев моралната поддршка овде во денешново издание. Дзирнав пред малку, мислам дека е готова, но ти како стручњак и тоа е рецептот. Дзирни дали ни е потребно повеќе печење или уште печење, или не треба печење. Бидејќи краевите се веќе подкренати. Да, добро, значи сум имала право, момент, да не те изгора, Ете така. Заеднички ти додавам и тањерче. За да ни сервираш. Така. Ноже. Готова е питата. Убаво мириса. Да стои во принцип до 50 на минути, но за да нели се олади, да бидат парчињата убави. Да бидат така и фино естетски исечени, но како и да е, таа е вкусна. Што мислиш, Лиде, добра ли не испадна? Прекрасно изгледа, навистина. Да, нели? Да, одлично Ние изгледа. вака веднаш добиваме апетит да пробаме. Мирисот исто така. Така, добро. Лимонот помага тој убав киселкаст вкус да се задржи. Значи, може да се направи и со зелје, може да се направи и со блитва, може и со штавелј, со коприви. Знаете како понатаму се остава на креативноста на домаќинката, но ете јас, некако најбезбеден ми беше за денеска бејби спанакет. Добро. Оваа пита, многу ја сакаат дечиња и така, бидејќи го имам споделено Да им рецептот. кажеме да бидат силни како Попа и Мурнарот. Ете така. Да. Добро. Дали ти е потребно нешто за поддршка? Зошто сакаш да извадиш парче? Па, еве вака, ја со вилјушката ќе ја извадам, ама само уште малку. Знаете како, бидејќи е топла. Топла, па затоа и велев, може би и не е потребно, но ајде, ти имаше желба да биде. Ама убаво е да ја видат како изгледа. Внатрешниот дел. Да, внатрешниот дел. И веднаш да посака да ја направат.
А и верувам заради тоа што во време на постите сега ќе биде Ако ти е полесно и со ова. Да. Ајде, бе ти е повели. Одличен избор. Имаше право Лиде, филот изгледа преубаво. Богат. Ете, посакав 2 парчиња, добив 2 парчиња, погледни. А посакав 2 парчиња. Како бев? Ајде од оваа Еве од страна. оваа страна се гледа колку е колоритна питата. Вака. И така. Ајде, да ги оставиме алатките. Може да ги поделиме. Повели ножи. Така, јас знам ова да го сервирам со парчиња лимунче, Да биде со украсно, патлиженче, неле да така? биде украсно. Добро. Да, и Не ни вака. кажа предвремено, ќе додадевме. Бидејќи ни истекува времето, немам време за во фрижидерот да дзиркам, иначе ќе додадевме се, нели тука имаме се. Морам да ви кажам дека бевте прекрасни гости, на вистина прекрасни гости. Пред се, многу ви благодарам за убавата песна, за убавата енергија која што ми ја донесовте и ја пренесовме заеднички на гледачите. Ова се производи од Пекабеско. Заеднички, кога ќе ја гледате репризата, да си направите специјалитет од производите на Пекабеско. Бидејќи двете сте вешти жени. Од срце благодарам, од срце благодарам. Драги мои, тука сме пред самиот крај на нашето другарување за денеска. Се надевам дека ви бевме интересни. Ве оставам во мир, тишина, да си бидете, да си ги чувствувате овие духовни песни кои што ги слушнавме од нашите гостинки и со милост и радост да си се подготвувате за нашиот најголем празник Великден. Ве сакам, се гледаме.